Опасни изјави кои загрозуваат слободата на говор и безбедноста на новинарите и медиумските работници. Новинарските здруженија се остри осуди за скандалозните тврдења на Ковачевски и Ахмети. Впирувањето прст кон одредени медиуми ги става во незавидна позиција медиумските професионалци, кои потоа се цел на напади, говор на омраза и слично, стои во реакцијата од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Ваквото етикетирање на медиумите представува и напад врз слободата на изразувањето и слободата на медиумите, односно врз новинарите и медиумските работници, што не смее да се случува во едно демократско општество. Од Сдруженијето на новинари на Македонија велат дека Али Ахмети не смее да етикетира медиуми и од неговата изјава е штетна, додека пак за премиерот Ковачевски реагираат дека неговото однесување е непримерно. Ваков однос од страна на премиерот Ковачевски во најмала рака е непрофесионален и крајно неприфатлив од причина што денеска реагиравме за скандалозната изјава кон медиумите на неговиот коалициски партнер Ахмети. Ваквата пракса на непримерна комуникација може да ја загрози безбедноста на новинарите и медиумските работници, а со тоа да се поттикне цензура во поширок контекст. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги повика политичарите да се воздржат од употреба на јазик со кој што се дискредитираат медиумите и се поттикнува на меѓуетничка нетолеранција и нетрпеливост. Јавните личности, особено председателите на политичките партии, треба да бидат свесни дека слободата на изразување подразбира и одговорност. Наместо да се служат со непримерна комуникација, тие треба да служат за пример и да покажат највисоко ниво на почитување на еден од клучните столбови на демократијата – медиумите. Сите новинарски организации согласни. Политичарите, особено оние од власта, не смеат да се дозволат вакви испади, особено не во една земја која себе си се смета за демократска и европска.